Во рамки на одбележувањето на 42 годишнината од постоење на општина Карпош, оваа година одлучивме на поинаков начин да го прославиме денот на општината, односно со серија на активности, акција и работа во овие неколку денови, да покажеме всушност што ние можеме да направиме за граѓаните на општина Карпош и што сите заедно може да направиме за денот на општината. Во рамки на оваа недела денес донесовме и 5 прочистувачи за воздух во клонот на градинката Орце Николов во Карпош 4. Со овие 5 прочистувачи овој објект, овој клон целосно ќе биде покриен во сите занимални со прочистувачи за воздух и на овој начин превентивно пред да дојде сезоната на загадување да ги заштитиме најмладите барем во оној дел од денот додека тие се на ова место, односно додека се тие во градинка. Овие прочистувачи се добиени во акцијата која имавме во минатата година, каде што ги повикавме приватните компании на општествена одговорност да ни донираат. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на десетината компании кои што донираа и да ги охрабрам и повикам сите општествено одговорни лица и приватни компании кои што сакаат повторно да излезат со донации на прочистувачи за воздух за градинките, штом ги комплетираме градинките, а преминеме и на основните училишта, секако тука и општината со своји средства ќе покрие дел од набавувањето на прочистувачи. Продолжуваме во оваа насока и во наредните денови да го одбележуваме денот на општината 42 години од постоење на општина Карпош. Јас најпрво би се заблагодарила на градоначалникот во името прво на децата, во името на вработените и секако во моје лично име за неговата заложба за подобрување на условите во градинките на ниво на територија на општина Карпош. Со оваа донација што ја добиваме денес, секако дека децата ќе добијат поквалитетен воздух за дишење во нивниот престој во градинката. Со оваа донација и со оваа акција се покажува една висока свест кај локалната власт, начело со нашиот градоначалник и на сите вклучени партиципиенти во донацијата. И секако дека условите се подобри.